Македонските професионални возачи кои ќе останат повеќе од 90 дена во рамките на Шенген зоната нема повеќе да се казнуваат. Владата изнајде решение. Се дадоа неколку предлози, меѓутоа последно кое што сметаме дека изнајдено решение се издавањето на подолгорочни визи од страна на Хрватска и на Романија, кои што се поблиски држави кои што се граничат со регионот. Договорот се постигна по долги преговори кои ги координираше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Македонија е втора во исполнување на обврските од економската реформска агенда веднаш за Црна Гора, а според надлежните се прават напори да бидеме лидер во регионот. Нашава земја во овој момент располага со 1,3 милиарди евра кои што се директна европска поддршка. Меѓутоа тоа се средства на располагање. Над 600 милиони евра се преку програмата ИПА-3 и околу 750 милиони евра се преку планот за раст и реформската агенда која што треба да се реализира во период 2024-2028 година. Владата воено апелира до општините. Мора да се посветат на подготовка на формирање тимови за апсорбирање средства од европските фондови. Рамномерниот економски развој е еден од повеќето мерливи критериуми по кои ќе се вреднува напредокот на државата.